Центарот за развој на Источниот плански регион во соработка со Министерството за локална самоуправа во Кочани организираше информативен ден со обука за аплицирање со проектни концепти во рамки на третата Интеррек ИПА програма за прекугранична соработка со Република Бугарија. На представувањето на кое присуствуваа представници од јавниот, граѓанскиот и бизнис секторот од регионот, беше нагласено дека се работи за прв повик за поднесување предлог проектни идеи со специфична цел развој на атрактивни туристички производи за сите сезони, што ќе се реализираат во периодот до 2027 година. Со одлуката што кон крајот на минатата година во Брисел ја донесе Европската комисија, одобрени се средства што ќе се инвестираат во три приоритети: посилен прекуграничен регион со финансиска рамка од 5,2 милиони евра, по-поврзан прекуграничен регион со 1,3 милиони евра и интегриран развој на прекуграничниот регион, за што се наменети над 15,5 милиони евра. Третиот приоритет е замислен да подржи проекти со фокус на специфичните потреби на регионот, односно активности за развој на целосни, интегрирани и одржливи туристички производи, потоа за зголемување на производствениот капацитет на микро, малите и средните предпријатија, како и за проширување на нивната активност на нови пазари и производи. Од Министерството за локална самоуправа истакнаа дека актуелните политички прашања воопшто не влијаеле за намалување на интересот за соработка меѓу општините од трите региона, од Македонска и од Благоевградската и Кюстендилската област од бугарска страна. Во овој програмски период не сакаме да се повторуваме и да поддржуваме проекти кои што се еднолични или единствено, како што се вели, огледало ефект, туку сакаме преку поширока партнерска иницијатива да успоставиме проекти на кои што ќе овозможуваат повеќе секторска соработка и што ќе придонесат соработката помеѓу македонската и бугарската страна да се подигне на по-високо. Во наредниот програмски период во рамки на прекуграничната соработка со Бугарија, меѓу проектите што беа споменати како приоритетни се и докомплетирањето и пуштање во функција на граничниот премин Клепало кај Берово, унапредување на заштитата на животната средина и понатамошно промовирање на туристичките потенцијали во регионот. На инфоденот во Кочани беше нагласено дека во изминатите години ИПА инструментот бележи висок процент на реализација, а досега биле склучени 170 договори за грантови на проекти што успешно завршуваат со имплементација. Почна пријавувањето на земјоделците за добивање субвенции од програмата за директни плаќања во 2023 година на Министерството за земјоделство, а што се реализира преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Земјоделските производители можат да поднесуваат барања за директни плаќања за растително производство, и тоа за површини со поледелски и градинарски култури, за лозови и овошни насади, како и за сточарско производство за одгледување говеда, овци, кози, пчели, свињи, живина и за заклани животни во кланица. Барањата се поднесуваат по електронски пат, самостојно од страна на барателите, а за оние кои немаат услови или не знаат да креираат електронско барање, можат да се обратат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Сите заинтересирани земјоделци потребно е да подигнат техничко барање од подрачна единица, да го пополнат и да го достават до архивата. Сите оние земјоделци кои не можат сами, значи исто така во подрачната единица и пружиме техничка помош, односно потребно е со себе само да донесат копија од постар имотен лист, за да можат службите овде да ги пополнат техничките барања, односно да ги пружат техничка помош и истите да можат да аплицираат за овие барања. Со себе, значи, потребно е сите баратели да поднесат документ за идентификација и во техничките барања треба да ги пополнат, значи, сите површини по растително производство или од сточарското производство. Пред да ги поднесат барањата, доколку имаат промена во земјоделското земјиште или во добиточниот фонд за кој бараат субвенции, земјоделците треба да ги ажурираат податоците во така наречениот фарм регистар. Пред да ги подпишат електронските барања, апелирам до земјоделците да прочитат, значи, дали сите површини и дали целокупната бројка на добиток е внесена во електронското барање. Бидејќи, ако се забележи дека има некоја грешка,
можно е до месец дена од поднесувањето на електронското барање да се направи измена. Односно, за секоја евентуално настаната грешка, уште во моментот можеме да направиме исправка, додека ако во моментот тоа не се забележи, останува така и веќе не може барањата да се исправат. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Окочани информираа дека досега се поднесени близу 500 пријави за субвенции, а до крајниот рок се очекува овој број да биде далеку поголем. При тоа упатија апел земјоделците навреме да ја подготват документацијата и да не ги чекаат последните денови од предвидениот рок за нејзино поднесување. Општина Зрновци реализира неколку инфраструктурни зафати со кои значително ќе го подобри снабдувањето со вода за пиење на жителите од Мородвис и Видовиште, а во општинскиот центар се работи на подобрување на сообраќајната инфраструктура. Градежна механизација и работници во Мородвис се ангажирани на изградба на таложници и на втората фаза за каптажа на водата за пиење. Станува збор за проект со кој ќе се реши механичкото нарушување и загадување на водата за домакинствата, до кое доаѓа по секој пороен дожд. Во ова село се работи и на расчистување и партерно уредување со бекатон плочки на просторот пред подрачното училиште Синиша Стоилов. Во Видовиште пак се гради нов доводен цевковод со пречник од 125 мм на потегот од зафатот на Видовишка река до резерварот за водоснабдување во должина од 1000 метри. По инсталирањето на овој цевковод ќе се почне и со изградба на дополнителен резервар за вода. Со комплетирањето на овие градежни активности, за 3 пати ќе се зголеми постоечката количина и динамика на водоснабдување на домакинствата во Видовиште. Во Зрновци, по расчистувањето на банкините на двата сообраќајни влеза во населбата, ќе следи нивно тампонирање и валирање. Исто така ќе се изгради нов тротоар од влезот на Зрновци до излезот кон Мородвис, за што ќе се инвестираат 5,5 милиони денари. Со тоа ќе се добие безбеден простор за движење на сите учесници во сообраќајот, а урбано ќе се смени и ликот на Зрновци. Во меѓувреме, во завршна фаза се градежните работи на бумбаречка вада, како и на резерварот за вода со капацитет од 60 кубни метри. Од локалната самоуправа на Зрновци изразуваат подршка до компанијата БМФ, која дала свој придонес при реализација на дел од градежните активности. Учениците од музичкото училиште Ристо Јоруков успешно ја завршуваат оваа учебна година и се добитници на голем број награди што ги освоија на домашни и меѓународни надпреварувања. Тоа за нив представува дополнителен мотив да продолжат со музичкото образование и да постигнуваат поголеми успеси. Дечињата добитници го искажаа своето задоволство за освоените награди. Јас сум Макарија. Во изминатиот период заедно со мојата наставничка Марија Лазарова постигнавме одлични резултати на надпревари во Македонија и во Италија. Имам 3 први и 1 втора награда. Вчера бев специјален гостин на годишниот завршен концерт во Штип, каде се одржуваше во Штипскиот безистен. Јас се викам Јован Цветанов, имам 10 години и учам во основното музичко училиште Ристо Јоруков. И ова година јас имам 3 први места и тие ги постигнав со мојот наставник Душан Стојанов. Многу ми е чест да го имам него како наставник и сакам да продолжиме вака. Јас сум Милана Стаменкова. Учам кај наставничката Драгана Карова Ангелова. Бев на надпревар во Штип и освоив прва награда. Директорката на музичкото училиште им честиташе на добитниците и на нивните ментори. При тоа ги повика сите дечиња кои поседуваат афинитет за музика да се запишат во училиштето. Во тек се уште и уписот на ученици во нашето училиште и ја користам оваа прилика да ги повикам родителите да дојдат во училиштето, да видат како учениците се дружат, забавуваат и музицираат пред се. До вчера заврши еден дел од нашите активности, а тоа се концертите музичка среда, кои веќе ги поминавме 6 концерти, веќе бевте присутни на проба на хорот, кој се подготвува за патрониот празник. Од музичкото училиште истакнаа дека по повод патрониот празник на 5 јуни во мултикултурниот центар ќе се одржи завршен концерт. Со тоа ќе заврши учебната година, а со нови сили и нови ученици ќе се вратат од септември. Како и секоја година и ова година ќе ја завршиме со неколку концерти.
од кој првиот ќе биде по повод патрониот празник на 5 јуни. Тоа ќе биде и воедно и завршен концерт на училиштето. Потоа имаме неколку гостувања, како гостување во Свети Николе на 7 јуни во Домот на културата, потоа гостување во Охрид на 9 јуни и последниот концерт за оваа година ќе биде концертот на родители и деца кој за прв пат ќе се одржи оваа година, како спој на родителите и нивните деца, а наши ученици кои ќе се представат со изведба по нивна желба и со тоа ќе ја завршиме програмата, концертната програма за оваа година. Беше многу богата и се надеваме дека следната година ќе биде уште побогата. Од училиштето Ристо Јуруков додадоа дека се во исчекување на резултати од онлайн надпреварот што се одржал во Смедерево, Република Србија, а престои уште еден надпревар што ќе се одржи во Гевгелија. Црвениот крст од Кочани организираше општински надпревар по прва помош на кој се надпреваруваат 9 екипи во 3 категории: подмладок, младина и дисеминација. Во првата учествуваат тимови од основните училишта од општините Кочани, Зрновци и Чешиново, Облешево. Учесници во втората категорија беа двете средни училишта од Кочани, а во третата се надпреваруваа сите екипи чија задача беше да покажат знаење за работата на Црвениот крст. Надпреварот беше распределен на 9 пункта, од кои 2 за укажување на прва помош, а останатите беа за одмор и рекреација, како и за забавни содржини. Црвен крст Кочани, всушност самите општински надпревари се покрај тоа што имаат надпреварувачки карактер, всушност имаат за цел и да ја доближат првата помош до младата популација, затоа што знаеме дека првата помош всушност е една од техниките која е животоспасувачка техника и која секој од нас треба да ја знае. Покрај надпреварувачкиот дел, всушност целта на самите вакви надпревари е самата прва помош да биде подостапна до младата популација и во случај кога би имало потреба за укажување на прва помош, лицата да имаат одредени знаења и на некој начин да спасат живот. Во категоријата млади на првото место го освои средното општинско училиште Гошо Викентиев од Кочани, а во категоријата подмладок со прво место се закити основното училиште Никола Карев. Тимот од училиштето Синиша Стоилов од Зрновци беше победник во категоријата дисеминација. Победничките тимови ќе го представуваат општинскиот Црвен крст Кочани на државниот надпревар што ќе се одржи во месец септември.